Здраво, јас сум Силвана. А јас сум Илче. Ова е уште едно викенд издание на емисијата Пријатели. Како што гледате, ние се наоѓаме во градскиот парк во Битола. Да, времето станува се поладно и поладно, затоа искористете го секој момент. Подвојте време, излезете со вашиот миленик и поминете убави моменти заедно. Во оваа емисија ви подготвивме два интересни прилози, а нашите гости имаат повеќе од еден миленик во својот дом. Па следете не во наредните 30 на минути. Верували или не, Македонија започна да оди по европски тек. Во Скопје има пансион за миленичиња, а нешто повеќе за него ќе разговараме со Симона. Здраво, Симона. Здраво. Од кога постои овој пансион и како е додено до идејата да се реализира? Пансионот постои од 2010 година и бидејќи долгогодишно се занимаваме со одгледување на кучиња и во контакт со останати луѓе кои исто така чуваат кучиња, согледана е потребата на пазарот за еден ваков пансион каде ќе можат луѓето да си ги оставаат домашните миленичиња кога ќе нема кој да се грижи за нив. Дали има интерес? Има интерес, можам да кажам, особено во летниот период кога луѓето одат на годишен одмор. Тука ги оставаат нивните миленици за ние да се грижиме за нив. Како се заштитени милениците во зима, како во лета? Нашите боксови се опремени со термо и со звучна изолација, покрај тоа се изидани со цигли, што ги прави топли во зима, а ладни во текот на летниот период. Со оглед на тоа дека овде има многу кучиња, колку често ги пуштате на прошетки? Кучињата се пуштаат најмалку 4 до 5 пати во текот на денот да трчаат слободно во дворот, а најмалку еднаш во денот се прошетуваат во околната природа која што може да забележите овде дека е прекрасна на поводник, за да може да искусат и малку поинакво искуство, бидејќи само во еден двор знаеме дека за секое милениче, особено за куче, е многу мал простор, колку и да е голем, останува досаден по некое време. Ни кажете дека имате малечки кученца. Дали нив им е потребен 24 часовен надзор? Да, во овој пансион има човек кој што се грижи за кучињата 24 часа на ден, а покрај тоа пансионот е под видео надзор кој што дополнително ја обезбедува сигурноста на вашите домашни миленици. Сите од овие прекрасни пријатели имаат различни карактери, се разбира. Дали има некои несакани случаи? Па се трудиме колку што можеме да ги превенираме тие немили, да ги кажам, настани, со тоа што самите сопственици кажуваат кое куче е со поспецифичен карактер, па ние се трудиме само да го пуштиме, само да го прошетаме и да биде поодвоено од другите, меѓутоа и да го социјализираме, да му помогнеме доколку е, да речеме, агресивно или исплашено од кучиња или од било што, да му помогнеме да се социјализира и со тоа да ги надмине стравовите или агресијата кон другите кучиња. Со што се располага овој пансион? Како е опремен? Овој пансион покрај престојот на кучињата нуди дресура, која вклучува ринг дресура, одбрана и напад и основна дресура. Дали клиентите кои што ги носат кучињата овде, освен престој, дали сакаат и дресура? Зависи, кој има потреба од тоа, многу ме насакаат, меѓутоа капацитетот е ограничен, бидејќи мора на секој куче да му се обрне доволно внимание за да биде дресурата ефективна, нели? Во едновремено можат 4 до 5 кучиња да бидат оставени на дресура. Како е опремен овој пансион? Овој пансион веќе напоменав дека е под 24 часовен видео надзор и дека има термоизвучна изолација. Покрај тоа секој бокс има сопствен одвод што го олеснува одржувањето на хигиената на кучињата и кучињата не се оставаат да спијат на под, да кажам, или на бетон каде што ќе им е ладно, туку има изолација, тие се малку подкренати од земја за да може да им биде удобно и топло. Бидејќи овој пансион се наоѓа подалеку од центарот на Скопје, луѓето имаат премногу обврски, дали вие нудите некој превоз? Да кажам дека намерно е малку надвор од градот. Овде се наоѓаме на повеќе од 500 метри надморска височина и сепак се трудевме да размислуваме и за другите луѓе, бидејќи и некогаш кучињата знаат да бидат гласни па да не им смета. А за луѓето кои што се зафатени немаат време да ги донесат милениците сами тука, ние вршиме транспорт од и до пансионот во било кое време.
Дали покрај гостите кои што овде ги чувате, имате и своји кученца? Да, имаме своји Джек Расели, Малиноа и Ротфайлери, од кои од Джек Раселите моментално имаме малечки кои што се на продажба, но исто така соработуваме и со други одгледувачници. Во моментов овде имаме едно мало бернардинче женка која што е на продажба и мали њуфаундленчиња кои што исто така се на продажба. Со оглед на тоа што имате многу малечки кученца, дали е тежок нивниот престој тука? Па доста е компликувано со оглед на тоа што тие се бебиња и знаат многу често работите како што и со луѓето, нели малите човечки бебиња знаат некогаш да тргнат наопаку, меѓутоа ние се трудиме да даваме се од себе за да ги израснеме и да се погрижиме за нивното здравје. Дали треба да има 24 часен мониторинг? Зависи. За Ньюфаундлендите се грижавме 24 часа, бидејќи е специфична голема раса и доколку мајката ги нагазне може да се случат немили настани. Меѓутоа за помалите раси како што е Джек Раселот и Малинуата, тие не се толку мали, меѓутоа сепак се полесни. Не ги чуваме 24 часовно, бидејќи нема голема опасност, меѓутоа се тоа зависи и од мајката. Пред да започнеме со овој прилог, ни кажа дека соработувате со Сдруженијата за заштита на животни. На што се должи таа соработка? Им помагаме кога им треба, значи, место да ги почуваат некои животните кои што тие ги спасуваат, бидејќи знаеме дека не секогаш има луѓе кои што можат привремено да ги почуваат додека да им се најде траен дом и тука им излегуваме во пресред со тоа што им отстапуваме дел од нашиот простор да можат да го искористат тие за привремено чување на нивните заштитници. Она како што гледам ти многу ги сака животните. Дали се сеќаваш како започна твојата љубов спрема нив? Се сеќавам, тоа беше многу одамна. Моето прво милиниче беше папагал и се викаше Гиле. Меѓутоа јас од секогаш сум сакала кучиња и сега конечно можам да се пофалам дека имам куче и тоа по моја мерка, а сега имам бернардинец. Симона, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели. Дали може да е напел за крај? Во овој период од кога се дружам со кучињата, сватив дека доколку им пружите малку внимание, тие ви возвраќаат многукратно повеќе и затоа апелирам да се сакаат кучињата и тие ќе ви возвратат повеќе, ќе ве сакаат повеќе од што се сакаат самите себе. Why am I in the sun? I've never seen one do that. And yeah, the dog whisperer. Get one with my phone too. Dude. I can't get mine to work for me. I'm taking a movie. Oh, okay. Get it, baby. Get it. Get it. Get it. Bite him. Bite him. There he goes. He's dead. Why are you scared of me? Is he breathing? I think so. Is he holding his breath? I had him back to daddy and see what he... You come back to life. Yeah, yeah. It's amazing how quick he changed. I was run down and tired, broken and crying. I've always admired your strength and fight in you as I watch you collide with all the same pain. I'm amazed with how
you walk away, I can trust you to be there through whatever, forever, my shoulder. Madam, good morning. Cadê na UP? Tuanya kafe também. Oh, café, me vai assistir. Na zdravia café. Palimin David. Oh, madam, essa café nie de on. Încă rahasta este ce. Oh, you like it? Nice. Na zdravia café. Elite café. Крајот на оваа емисија на пријатели. За крај ќе ви кажеме повторно еден виц. Царот на животните Лавот им забранил на мечката и на зајакот да се дружат. Токму затоа мечката и зајакот се договорили да одат во кафеаната и да направат план против Лавот. Лавот разбеснет влегол во кафаната, па мечката за да го спаси зајко го турнала во незиното крзно. Кога Лавот ја запрашал мечката што има во незиното крзно, таа му одговорила: Носам слика од зајко. Бидете со нас и наредниот викенд. Чао, чао.